се насмеа госпоѓа Шукова, зашто што е бидејќи ова го слушнав и во јануари 2025 година, а многу од работите не се промени, многу од работите се кажани многу паушално. Не знам од каде да фатам. Дали да фатам од автопатиштата, колку 4 автопатишта. Знаете што, како да почна се од пред година и пол во оваа држава, како да нема континуитет во оваа држава, како да нема започнати проекти кои што впрочем и во најголемиот дел се реализирани проектите кои што започнаа во претходната влада. Најголемиот де факто Бехтел Јенка, кој што беше за вас најкриминален, сега е најдобриот проект во државата. Многу работи споменавте, сега не знам како ќе почнам полека да се сеќавам. Да, мислам како да ви кажам. Ајде од пензиите почнете. Ајде од пензиите да почнеме. Од пензиите точно, дека направивте најголема дупка во пензискиот систем со линеарното зголемување на пензиите, а не продолживте со методологијата која што ја следеше просечната плата во државата и која што им гарантираше и на пензионерите на сите останати дека ќе има фер пензии, бидејќи не можете да Јас сум против линеарното зголемување на платите. Јас сум против линеарното зголемување, бидејќи на пензиите од 7.000 денари. Апсолутно, бидејќи има методологија врз основа на која што треба пензиите. Шокантен став. Зошто е шокантен став? Ја не би сум сретнал некој што е против линеарно зголемување од 7.000 денари на 338.000 пензионери. Мене ова ми е чудно. Јас сум шокиран, искрено. Да, само кога ќе ги зголемите пензиите за 7.000 денари, колкава дупка ќе направите во пензискиот фонд и како тоа ќе влие на целата држава, а не само на пензискиот. Како? Не влие негативно. Како не влие негативно? Вие навистина не знаете колкава дупка имате во... Ја не гледам дека државата има финансиски тешкоти, не гледам дека државата банкротираше како што кажува сегашни ваши потпредседатели. Дали знаете колку нереализирани обврски има од државата према приватниот сектор? Пример, кој? Пример, сакате да ви кажам конкретен пример? Дали знаете колку неисплатени фактури има према компаниите кои што работат? Дали се унгарските заеми, унгарскиот заем, проектот од унгарскиот заем? Дали се проекти од програмите на ресорните министерства? Кажете конкретно, ова е преопшто. Господин Стојановски, јас работам во министерство. Ги гледам секој ден состојбите. Значи може да му кажувате на некој кој што е божеби надвор. Многу нереализирани обврски има према корисници на средства, према комитенти, не ве молам. По јавни набавки, многу мала реализација има на унгарскиот заем. Само да ве прашам, вие сте раководител на секторот за инвестиции. Да. Колку средства има кон општините кои што ги се исплаќаат по програмата АА, односно унгарскиот кредит? Јас не ја водам таа програма, знаете, јас после целото 27 годишно во искуство во животна средина никој сметаше дека раководителот на сектор за инвестиции не треба да ја води, да го води унгарскиот заем. Да. Јас да ви кажам за вас и за јавноста да знаат, пошто ние ги делиме кадрите во администрација на ние, јас не. Јас работев со сите, на подобни и неподобни. Јас сум, бидејќи сум бивши министар и државен секретар во министерството, селективно добивав работни задачи, сега како да ви кажам, за некаде сте подобен, а не подобен. Значи, не се гледа искуството, него се гледа нешто друго. За жал. СДСМ постојано ве обвинува господин Стојановски како ВМРО ДПМН дека буџетот има дупка од 2 милиарди и затоа се овие економски работници од квота од 10.000, односно тоа ќе бидат мигранти за пари за да се покрие дупката. Сега, ајде да ја расчистиме. Овие економски работници се дел од тој пакет за мигранти, што се случува со ова? И дупката колкава е? Буџетската? Дупката по основ на долг кој што оваа година е доспеан, ако што треба ние да го вратиме, а тоа се долгови земени од претходната влада, оваа година е за жал 1,2 милиарди евра, а наредната година е 2,2 милиарди евра. А претходната влада враќала долгови од претходната влада. Ајде, мислам, стварно да го промените малку наративот. Има континуитет во оваа држава. Знаете како, се што е неуспех на оваа влада е грешка на претходната влада. Дозволете да објаснам. Еве вака, евроврзница имаме, например, претходната година во јануари вративме 500 милиони евра, оваа 700 милиони евра, земе на 2020 година. Јас не верувам дека има човек во државата кој што знае што сме добиле за тие пари, но ајде ќе го тргнам тоа настрана и те гледам дека сте се лутите на темава, не ми е тоа интересно да ве правам нервозна за ова. Јас знам зошто беа земени тие заеми во 20, 21 и 20. Знаете дека се соочи во тој мандат, таа влада се соочуваше со 3
кризи. Едната беше ковид криза, едната беше енергетска криза. Паметите? За тоа се зема заемите. Паметите во тоа време таа влада колку пари врати кон граѓаните и кон компаниите? Најголема криза беше 2,6 милиарди евра. Добро, ама дозволете ми да се не е добро, не е добро. Најголема криза беше Зоран Заев и заемите од претходната влада. Не е во ред, тој наратив не е во ред, ме разбирате? Во ред, ве разбирам. Затоа што тие заеми се земени целно, за да не колабира општеството, да не колабираат компаниите и да не колабираат граѓаните. Да, и за да целно се беа испокрадат пари еден куп. Но добро, во ред. Ајде сега да се вратиме кај работниците. Граѓаните кажаа на избори зошто се. Тие работници, односно тие работни дозволи, мислам дека треба конкретно и концизно да објасниме на јавноста зошто се дадени и е проширена квотата. Кога ќе седнете вие да разговарате со сите стопански комори, нели пред избори сите политички партии го кажуваат, викнете било кого, направете интервју, ќе ви каже дека во оваа држава има дефицит за одреден број, односно одреден профил на работници. Највеќе тоа во градежниот сектор. Тоа се профили и тоа се дозволи кои што ќе ги даваат нашите институции по претходно извршена анализа доколку домашниот пазар на труд нема доволно да понуди за да бидат ангажирани на домашниот пазар. Претходно ние имавме само 5000 работници кои што можевме да им дадеме дозвола и најчесто ги искористуваше еден инвеститор од Република Турција кој што градеше еден голем проект во центарот на Скопје. За да другите оние кои што сакаат да ангажираат работници кои што ќе дојдат од странство не може да исполнат квотата и на тој начин трпеше бизнисот бидејќи вие ако не можете да земете работи да ја завршите, не можете да се надевате дека ќе имате раст на бруто домашниот производ. Потребата, да си бидеме искрени и реални, во оваа држава за ангажирање на работници, конкретно, можеби во текстилната индустрија, во градежништвото е многу поголем од оваа бројка која што ние во моментов ја дозволуваме. Тоа значи дека проширување на квотата е исклучиво барање на бизнис секторот и на трите комори, за да можат утре со аплицирање во агенцијата за вработување да добијат дозвола да донесат работници кои што не може да ги ангажираат од домашниот пазар на трудот. Тоа е единствената вистина и може тоа да го проверите. А кај нас сите се жалат дека нема работа? И со било која комора. Така да тези дека ние сме сакале сега да донесеме мигранти, апсолутно се невистините. Затоа така ја почнавме емисијата. Секоја сериозна политичка партија треба да гради политика која што го издржи тестот на времето. Ако ние сега излеземе и кажеме нешто дека ќе се случи за месец, 2 или 3 од сега, и ако тоа не се случи, ние сериозно си го нарушуваме собствениот кредибилитет. Така да таа приказна за мигранти апсолутно ја демантирам и кажувам која е вистината. Еве овој мој став, го нудам на вашиот... Значи да има ни предвремени избори, бидејќи сега ставот на СДСМ го... Мигранти за пари, да, мигранти нема да има предвремени избори. Апсолутно. Тоа секојдневно да, во меѓусебната комуникација со соопштини и присуди. Нема да има, но ете јас овој став мој го тестирам, отварам како предизвик да се праша дали мојот став е исправен во комуникација со стопанските комори, кои што навистина кога ќе седнете, не знам, вие сте новинар со искуство, прашање број еден кој што тие го отвараат на тие средби е ова. Навистина, не можеме ние да очекуваме раст на бруто домашниот производ ако немаме доволно луѓе кои што тоа ќе го испорачат. Впрочем, мислам дека и господјата Шукова има искуство, многу често се случува дури и оние проекти кои што се финансирани од државата да доцнат со имплементација на теренот, бидејќи една компанија ќе земе повеќе работа, оди таму каде што тој кој што е комитмент му прави повеќе притисок, дали е општина, дали е министерство, и имаме доцнење на проектите во оваа држава 35 години, а особено последниве десетина, бидејќи навистина работната сила се иселува, имаме депопулација, а не можеме тие работи да ги завршиме на време. Или имаме доцнење на проектите заради тоа што оно што го реализирале компаниите не им се плаќа навремено, односно се плаќа после 2, 3, 6 месеци, 9 месеци. Имаме многу такви случаи, треба да се позанимавате со нив. Впрочем, меѓу другото, тука се отвара, кога зборуваме веќе за потребата од работници, мораме да отвориме темата и на минималната плата, дефинитивно, бидејќи голем дел од граѓаните на државата веќе со минимална плата не можат нормално да живеат, не можат да си ги покријат месечните обврски, бидејќи цената на стоките и на услугите и на стоките генерално секој ден оди се нагоре. Имаше најави дека ќе има некакво зауздување, денарно да кажам, на цените, меѓутоа тоа не се случи, дека ќе има мерки, меѓутоа и тоа не се случи. И треба да подразмислите кога велите ќе кажеме нешто ќе ветиме, ако тоа не го реализира за месец, 2 и 3, дека тоа не е во интерес на владата. Еве јас во овој контекст, во делот на мерките кои што требаше да ги стабилизираат цените, не се превзема ништо, се остави слободен да биде пазарот и денеска потврда повторно добивме. Потрошувачката кошничка
за 930 денари е повисока 920 денари. Синдикалната се извина потрошувачка кошница е за 920 денари повисока од минатиот месец и така стигна над 66.000 денари. Што значи дека има сериозен проблем во државата, особено со цените и на услугите и на стоките. Ако спориме за услугите, за широка потрошувачка, тука треба да бидеме прецизни и да кажеме дека се додека има раст на платите и на пензиите, природно и цената на услугите да расте. А кој раст на платите? Дозволете сега. Хајде, ама не кажете кој раст на платите. Па еве ве сосушувам. Ви кажав, во армијата, во полицијата, во приватниот сектор, во образованието, во здравството, тоа се склучени колективни договори. Ама тоа се закони кои што се донесени пред. Не, мислам дека сте грешка, ама дозволете. Еве во образование законот по кој што се зголемуваат платите е од март 2024 година. Замолувам да се слушнеме. Јас такво ниво на дебата нема да прифатам ако се мешаме еден во друг на збор. Јас сум многу коректен и ве дослушам. Ама вие многу зборувате, многу работи кажувате, јас морам да интервенирам бидејќи после не можам да ве пофатам. Ама ќе ве оставам се. Колективниот договор со образованието и со здравството го склучи оваа влада, да ве потсетам, со ангажман во 4 години по одредени проценти кои што се договори. Од аспект на, затоа ви кажам за услугите. Така во март, значи во 2 законските измени од март 24-та, добро. Сега повторно. Ама повторно кажувате невистини. Добро, во ред, тоа е за вас. Сега оставете граѓаните да слушнат, па тие кои што се корисници на овие средства ќе видат дали зборувам невистини или не. Од аспект на цените тука имате два пристапа. Првиот пристап е вие да направите одредена мерка кој што го пробавме ние како влада, но и кога сме биле опозиција сме кажале дека тоа има ограничен ефект, бидејќи тие мерки може да бидат на сила 100, 50, 30, 20, 40 денови и веднаш после тоа, ако ја видите вие кривата на цените, ќе сватите дека на годишно ниво граѓаните се тие кои што се оштетени, бидејќи навистина тие цените ги држите вие под одредена цена која што ќе им ја наметнете, потоа кога ќе престанат да важат тие мерки, маркетите и тие кои што ги продаваат, трговците, ги покачуваат цените за да можеби ги нивелираат оние профити кои што ги загубиле додека траеле мерките. Тука има еден начин тоа да се реши преку регулатива. И морате да бидете искрени да признаете дека од кога е ВМРО-ДПМН на власт, голем дел од граѓаните слушнаа за една институција која што се вика Комисија за заштита на конкуренцијата, во која што можеме да видиме дека барем еднаш месечно се пишуваат драконски казни за картелско здружување. И дека навистина ние преку на таков начин ќе се обидеме да ставиме крај на ова картелско здружување кое што не постои само каде се присутни маркетите за продажба на секојдневните производи. Тоа постои таму каде што се продаваат лекови. Тоа постои таму каде што се продаваат и технички помагала, бидејќи едноставно не можете вие да отидете во соседството, таму лековите, техничките помагала да се поевтини од нашата држава, тие да имаат повисок стандард. Значи очигледно тука кажуваме за совест која што ја нема и државата е одговорна тоа како појава да го сузбие. Зашто Македонија има најскапи лекови во регионот и тоа треба. Тоа е така заради тоа што постои картелско здружување и шпекулативно однесување на одредени трговци за кои што можевме да видиме дека првпат беше санкционирана една стопанска комора за посредство и за договарање помеѓу таквите маркети. При крајот на емисијата сме сакам да уште две теми. Во Бугарија Радев влегува во најверојатно во трка, иако нема потврда од како даде оставка од претседателската позиција. Најверојатно ќе се бори за премиерски мандат, така прават анализи медиумите таму. Тој тоа дефинитивно го нема потврдено. Евроньюз излезе со една анализа дека тоа значајно ќе смени надворишната политика на Бугарија. Стојановски, што очекувате вие и каде тука ние ќе се најдеме во оној процес со евроинтеграција? Радев обично беше тврд во позициите околу македонското прашање. Често го слушавме, зборуваше за македонизмот и така натаму. Па Радев беше тврд бидејќи секогаш кога сакавме ние да одбраниме одредена теза која што е како наш став за кој што добивме поддршка од изборите, секогаш од кај нас однатре доаѓаше тој еден сојузник и лесно е да пласирате такви тези кога вие немате единство во другата страна. Но на кое што е важно, јас апсолутно немам никакви очекувања ниту па надежи од таму, само би сакал да имаме еден соговорник, бидејќи досега во оваа скоро 2 години се обидовме неколку пати да седнеме да имаме диалог со другата страна и тоа често беше одбивано. Ќе ве потсетам само на 2 иницијативи. Државата Австрија се понуди да биде како посредник во комуникацијата помеѓу нашите две држави, тоа беше одбиено. Исто така претседателката на државата излезе со една иницијатива да седнеме на едно високо ниво на еден од самитите на НАТО, да биде таму присутен и генералниот секретар на НАТО, да биде таму присутен и Кошта и Кости, сите оние кои што се одговорни за ваквите случувања, па зошто да не и фон дер Лајен, не најдовме на прифаќање на разговор од таа страна и практично ние се доведовме во ситуација да немаме соговорник од другата страна за нашите ставови. Тука апсолутно не се согласувам дека ние кочиме европскиот пат, но од другата страна кој би ги обвинил нив што ги користат плодовите од еден така асиметрично склучен договор. Така да тоа си е нивна внатрешна работа. Она што е
практично лошо во сите оние случувања таму секогаш кога има избори, односот кој ќе биде потврд кон нашата држава, не баре па ние сме најголем проблем на Европската унија. Ќе биде можеби носечки проект или ете на некаков начин наратив на таа кампања, што не сметам дека треба да го дозволиме, но ете нека се согласи, нека има храброст господинот Радев доколку ги победи тие избори да седне со нас на маса, па понатаму да најдеме едно заедничко решение во кое што тие како дел од Европската унија конечно ќе разберат дека треба да бидат на едно цивилизацијско ниво, каде што ќе треба да го сватат тоа кое што е основно мото на Европската унија, тоа да бидеме обединети во различностите. Нека почитуваат нечива различност и основните човекови права на македонското малцинство во Бугарија и тоа се сметам дека е добар старт за диалог. Има ли кај СДСМ можеби преиспитување во однос на овој дел кај што го каже и Стојановски за асиметричен договор? Веројатно ние немаме вето сега од Софија, буквално со самиот договор кој што е таков каков што е таков со протоколите така натаму кои се дел од рамката на некој начин сами се блокираме ако не ги исполниме обврските. Една обврската уставните измени. Една обврската уставните измени. И тезите дека тезите дека не се заштитени националниот македонскиот идентитет и јазик се апсолутно неточни, постојано се пласираат во јавноста и постојано се лажат граѓаните. Значи апсолутно се заштитени и идентитетот и јазикот. За да одиме понатаму да ги отвориме преговорите со Европската унија, треба да се усвојат уставните измени. Она што не се кажува на граѓаните дека кога ќе почнат да се отвараат поглавијата со Европската унија, дека ќе дојде значителна помош кон Македонија од Европската унија за спроведување на сите обврски кои што ги имаме во преговарачкиот процес. Секој поглавие од прилика да речеме од 500 до милиони евра до 1 милијарда во зависност од поглавието и дека тоа многу ќе помогне на државата, ќе помогне во многу сектори за да се надминат овие недостатоци кои што ги имаме, со кои што се подлабоко тонеме. Тоа е тоа што ВМРО да помогне, не го кажам на граѓаните. И повторно се враќа на теми кои што се затворени, односно идентитетот и јазикот кои што се затворени како теми. Впрочем, гледаме на кој јазик комуницираме во Брисел, на кој јазик зборуваме, на кој јазик не преведуваат, така да мислам дека она што е битно е дека треба да продолжиме таму каде што застанавме пред година и пол, треба да се отворат преговорите со, значи да се усвојат уставните, да поминат уставните измени, да се отворат преговорите со Европската унија, тогаш ќе одат и многу побрзо реформските процеси, ќе има посериозна контрола, бидејќи во моментов немаме контрола. Очигледно тоа на некој му одговара и многу поинаку ќе се одвиваат работите во оваа држава. И нашиот став не е променет во однос на таа тема. Дали може една кратка реплика? Од политичка партија што не ги сака ВМРО да помане тие средства од Брисел? Не сака контролот. Пристапни или да, ајде. Има разлика во тоа како ние поимуваме дека треба да станеме членки на Европската унија. Цела среќа што СДСМ сега не е на власт, најверојатно до сега Македонија ќе беше дел од бугарското малцинство со прифатени бугарски јазик и бугарска историја. Ова се повторно мислам инсинуации, политичка партија која што најголем успех во меѓународната политика е селфи во авион дека сме почнале преговори. Не можам нешто друго да очекувам, но она кое што е јасно, таму секој не многу наративот и во парламентот и министерот за надворешни работи и премиерот и претседателот се тркаат кој не баре ќе каже и понепријателски изјава кон нас. Да, приоритетни е да бидеме членови на Европската унија, да, приоритетни е да ги искористиме тие средства, но со достоинство и со дигната глава. Ние да бидеме некаде членови, а да бидеме обезличени, не сметам дека е некоја цена која што треба да ја платиме, особено затоа што сме народ кој што досега за тој голем сон да бидеме членки на Европската унија, го сменивме знамето, го сменивме името и направивме еден тон отстапки за досега на овој најмалоброен народ на Балканот да се одираат на негова плешка сите оние неправди на Европската унија. Сметам дека можеби е дојдено времето и да не покажат од таму дали навистина таму не сакаат доволно да бидеме дел од нивното друштво, веќе не сметам дека е коректно. Очекувате да променат рамката преговарачката? Очекувам да ни покажат дека сите тие големи држави кои што седат на таа маса можат да поразговараат или да ја натераат ајде да не навредувам една држава која што е од рангот на Бугарија во Европската унија, да излезе можеби на едно кафе, за конечно ние да можеме да седнеме таму како рамноправни и да едноставно не прифатат дека ние имаме достоинство, дека сме честити луѓе и дека имаме право да влеземе таму по тоа што сме. Прифаќање на вакви ултиматуми ние да бидеме експеримент и единствено од оние 27 земји членки која што има билатерален спор за да може конкретно сега му текнало на претседателот на Бугарија да даде оставка, сега Бугарија е држава
држава каде што нема ниту влада, ниту парламент, ниту председател. Има подпредседателот кој извршува функцијата Јотова. Па подпредседателот Јотова доаѓа тука и се сретнува со луѓе кои што сметам дека апсолутно го рушат националниот идентитет во оваа држава и за дневно политички цели нас да не кочат кон Европската унија. Не сметам дека е некој ризик, не сметам дека е некој на некаков начин уште одредена остапка или ризик кој што ние треба да го прифатиме. Сметам дека треба да се ведеме мудри. Јас не би рекла дека е баш така. Јас би рекла дека вие не кочите на патот кон Европската унија. Ајде да се вратиме многу накратко на 24-та година, кои беа ветувањата кои што ги дадовте во кампањата и кои што не ги исполнивте до ден денеска и што им ветивте на граѓаните, дека ќе го вратите името, така? Дека ќе го поништите. Не, ај ве молам. Каде? Па отворете, барем сега е јавно, се е достапно, можете во секое време. Дека не чинат ни Преспанскиот договор, ни договорот со Бугарија. Дека се ќе биде поништено. Дека не чини договорот со Бехтел и Енка. Ред работи кои што ги излажавте, на тој начин ги добивте изборите. И на патот кон Европската унија не кочите вие, не кочат бугарите. Ако ние размислуваме што зборуваат сите околу нас, сите имаат свои тези, сите имаат свои политичари, сите имаат свои наративи. Ние треба да си ја гледаме државата и треба да си го гледаме нашиот наратив тука и треба да си ги гледаме нашите граѓани. Треба да го исполниме она што сме го ветиле кон граѓаните. Ако сакаме да одиме кон Европската унија. Јас се сложувам со вас, но знаете каде е проблемот? Каде е проблемот? Во протоколот кој што беше потпишан од вашиот министер за надворешни работи Бојар Османи, во кој што во членот 5 ние ја превземавме врската да заклучоците од историската комисија бидат услов дали ние ќе ги отвориме преговорите по главјата. Јас се сложувам со вас, но таа врска не ја прифативме ние. А ние тогаш, да бидеме реални, алармиравме во јавност и правевме протести дека на таков начин не треба да се склучуваат капитулации. Бидејќи сега ние да бидеме први во целите оние реформски агенди и понатаму, заради тој протокол кој што го склучи вашата влада, утре таа историска комисија може повторно да не ветоизира и да не закочи. Така да не ја закочивме ние државата. Не е баш така, добра. Да мислам, ова се тези повторно исто се презентира пред граѓаните. Дали вие можете како политичар да им гарантирате на граѓаните дека доколку утре се склучат уставните измени, задутре не можеме да бидеме повторно жртва на вето? А дали вие можете да им ветите на граѓаните дека ќе им го подобрите животниот стандард и дека нема да ги оставите вака како што е во моментот и до 2030 година? Да, затоа добивме 300, на кој начин? Над 400.000 гласови со заеми, со унгарски, со нов унгарски заем, со нов британски заем, на кој начин? Да. Немате начин да ги спроведете реформите во државата ако не ги отворите преговорите со Реформската унија. И тоа треба јавно да им го кажете на граѓаните. Кратки две прашања кои ќе ги сумирам воедно кон вас. Зошто не го поништивте договорот со Бугарија ако не чини? Зошто не го поништивте договорот со Преспа ако велевте дека ќе ги поништите? Вашите ставови во овој однос се непроменети од пред локалните избори. Така? Да. Истото го мислевте. Добро, по резултатот од локалните избори, не конкретно за вас, како партија. Добро. Не сметате дека нешто треба да промените? Знаете вие што се ветивте за локалните избори? Па и тоа се јавно достапни податоци. Тоа ќе видиме исто, тамо малку посериозно. Ќе следам што се случува, бидејќи ми од фокус на интерес заради тоа што се комунални дејности, заради тоа што ќе оставам малку време, така да речеме 100 или 120 дена, бидејќи и во овие денови што помина од локалните избори до денеска, јас не видов како ќе се подобри локалната самоуправа, барем најава да добиеме, бидејќи Скопје се исчисти нешто малку за 30-32 часа на тотално незаконски начин, бидејќи половината од возилата што беа паркирани пред Борис Трајковски беа без дозвола за собирање и транспорт на отпад, ама ајде има институции, можеби тоа ќе го следат и ќе мислам видоа и ќе реагираат. Не видов системски како ќе се решат проблемите во државата со делот за управувањето со отпадот, по делот на загадувањето на воздухот. Заради тоа што голем дел од вашите кандидати, нема да ги споменувам по име, нудеа нереални проекти во своите програми и нудеа несистемски решенија. И граѓаните нема да добијат подобри услови по локалната самоуправа и тоа ќе го разговараме за наредните неколку години. Ама граѓаните конечно ќе сватат дека нереалните ветувања, дали се на парламентарни или на локални избори, сериозно ги чинат, не зборам само по джебот, туку и генерал по квалитетот на живот. И верувајте дека тоа нема да продолжи уште долго така, бидејќи граѓаните стануваат се посвесни и посвесни. И бара системски промени кои што вие не им ги нудите. Сега усвоивме еден закон кој што иде во борба против загадувањето и СДСМ го поздрави. Кој закон? Па измени на законот за градење, каде што конкретно наметнавме обврска сите оние објекти за колективно домување,
кои што се градат во подрачја каде што во Скопје има парно грејење, задолжително да се приклучат на мрежата. Супер, тоа беше една од мерките во мојата програма за град Скопје. Многу ми е драго што се имплементираат такви мерки. Дека, А не беше во вашата програма, али добро е што ги превзимате други мерките, добрите мерки од другите кандидати. Јас во вашата програма не го видов системското решение дека преку когенеративни централи и ширење на таа топловодна мрежа. Тоа не е решение за мене. Сега се уште стоам да тоа дека тоа не е решение, бидејќи морам да ви кажам и на вас и на сите други. Гасот е фосилно гориво. Гасот не е еколошко гориво. Добро, да знаат граѓаните и треба гасот можеби за поголемите индустријски капацитети во Скопје. Меѓутоа за домаќинството не и тоа стојам на тој став и ќе стојам понатаму. Па не, мислам дека нема што реплика на ова, тоа е тоа. На конгресот во сабота ќе имали кадровски екипирања во смисла на нови потпредседатели така натаму, ќе се зборува за резултатите од локалните избори, очекувате дека ќе биде динамично, да не речам тензично, бидејќи има одредени шпекулации во јавноста дека одредени членови на СДСМ или не знам како ќе се да го спречат доаѓањето на дел од делегатите. Што очекувате реално на овој конгрес? Видите, ние сме демократска партија и на ваквите конгреси, значи на било кој тип на организиран настан како овој, а секој има право да си го каже она што го мисли. Не очекувам дека ќе има поединци кои што ќе се обидат да го обструираат одржувањето на конгресот. Сметам дека тоа е местото каде што треба да се дојде и да се каже што се мисли, впрочем и да се каже и критика. Нели, и да се пофали и да се критикува и едното и другото секако се во интерес на развојот на партијата. Нови решенија, тоа останува на председателот Филипче. Јас во моментов немам информација дали ќе има нови подпредседатели, тоа ако ме прашувате. И мислам дека е здраво за секоја политичка партија да има критика и да се разговара на темите, меѓутоа во тие форми. На конгрес, во самата партија, во телата на партијата, а не преку социјалните медиуми, бидејќи очигледно останатите тоа го користат на многу неубав начин. Бевте кандидат за градоначалник на Скопје, не влеговте, не успеавте да победите. Очекувате ли дека ќе се најдете во на некои подобри позиции во СДСМ во следниот период? Па, да ви кажам искрено, тоа се одлуки кои што ги носи председателот, особено за повисоките партиски функции. Јас и сега сум во партијата и активно работам, особено да речеме со советничките групи и на изнаоѓање на решенија за подобрување на квалитетот на живеењето на граѓаните. Не се откажувам од социјалдемократските вредности, не се откажувам од партијата. Јас сум таму постојано, без разлика, не сметам дека мора да имате висока функција во партијата за да допринесете. Очекувате со еден збор отворена без ракавици дебата за тоа што се случи на апсолутно така треба да биде и мислам дека не треба да биде поинаку. Да. Во ред, што очекувате реално во следниот период како владеачка партија? Очекуваме имплементација на сите оние политики кои што ги имаме започнато. Очекуваме оваа година да имаме во голем дел од политиките и кулминација. Рековте претходно дека не очекувате предвремени избори, бидејќи сметаме дека тој период на организација на избори ќе ни одземе месеци за економијата во која што оваа година стварно сакаме значително граѓаните да го почувствуваат тој раст кој што сега го гледаат на ТВ дневниците. Очекуваме оваа година да завршиме еден автопат, очекуваме оваа година 1200 проекти кои што се на теренот да продолжат да се градат, голем дел од нив да бидат завршени. Очекуваме да продолжиме со нашата економска филозофија која што се позиционира конкретно на 3 дела: привлекување на странски директни инвестиции, вложување во капиталните инвестиции и покачување на примањата на граѓаните, дали се плати или пензии. Очекувам да победуваме дома како што да победуваме надвор како што победуваме и дома, да имаме подобро здравство, подобро образование, поорганизирана администрација, подобра животна средина и едноставно да ги исполнуваме очекувањата на граѓаните. И блиц прашање за моите вечерашни гости во делот на новата геостратешките прилики во светот, каде тука ние сме позиционирани на вистинската страна, одиме ли во правата насока? Господи Шукова и Стојановски, кратко да ми одговорите. Ние треба да ги држиме нашиот правец кон Европската Унија и партнерството што го имаме како земја членка на НАТО. Западната ориентација дефинитивно е нашата ориентација и не треба да го менуваме тој пат. И токму поради тоа и
постојано повторуваме дека отварањето на процесот на преговори со Европската унија само ќе ги зацврсне нашите позиции во регионот и пошироко, бидејќи гледаме дека Албанија и Црна Гора чекорат напред, а ние остануваме позади нив. Стратешки интерес и приоритет на Република Македонија е да биде дел од Европската унија, но исто така и приоритет и стратешки интерес е да имаме одлични односи со нашите стратешки партнери Соединетите Американски држави. Во таа насока ќе го повторам ставот на премиерот и министерот за надворешни работи и трговија, дека во првите 6 месеци во оваа држава граѓаните ќе слушнат убави вести во нашата конкретна година, вас извинувам, во нашата продолбочена стратешка соработка со Соединетите Американски држави. Во која насока би било тоа, ако не е Во насока кој што мислам дека 30 години властите се обидувале да ја постигнат, но не успеале и сметам дека конечно нашите добри релации со администрацијата на претседателот Трамп ќе донесат до завршување на еден процес кој што навистина е долго очекуван од македонските граѓани. А тоа е? Па ете, ќе оставам времето да покаже. Добро, не успеав да дознам. Ќе чекаме. Еве ја има најавата. Ви благодарам многу. Каја Шукова, СДСМ, Бојан Становски, ВМРО ДПМН. Почитувани, ви благодарам што бевте со нас во Самовистина. Пријатна вечер.